Денеска со нас се представници од регионот Дошеме Алти. Тоа е регион, посебна општина во Анталија, Република Турција, начело со председателот на управниот одбор на Унијата на индустријалци и бизнисмени од овој регион, господинот Генчер. Тој ја предводи делегацијата која што е составена од повеќе од 30 бизнисмени од повеќе области, како што се градежна индустрија, земјоделие, угостителство и туризам, мермер, челична индустрија и слично. Инаку, овој регион на Дошеме Алти е познат по производство и преработка на руда и мермер, исто така производство на репроматеријали во градежниот сектор. Понатака, голем дел од овој регион покрива познати текстилни производи, меѓу кои најпрепознатливи се теписите кои што се од густо ткаење, познати како номадски теписи. Господинот Генчер исто така ќе ви каже малку повеќе и за овие нивни препознатливи производи. Сакам да кажам дека и од наша страна имаме 15-тина македонски компании од истиве овие сектори и се надеваме дека после официјалните обраќања, она што следи бизнис форум ќе биде во насока на продлабочување на добрата досегашна соработка која што Република Македонија ја има остварено со Република Турција. Впрочем, и не само статистичките податоци го потврдуваат и го говорат она што е добра соработка, која што е воспоставена на државно ниво, а исто така и она што нас не интересира е одличната соработка која што бизнис заедниците од двете земји ја имаат воспоставено, дали станува збор преку повеќето комори или преку ДЕИК, Одборот за соработка со Република Турција. Меѓутоа морам да ја споменам и целокупната поддршка на амбасадата на Република Турција во Република Македонија. Накратко и за податоците статистички за соработката со Република Турција за 10 месеци од 2014 година. Надворешно трговската размена е од околу 363 милиони американски долари, од кои што 55 се на извозната страна, односно Република Македонија извезува во Република Турција толку, додека увозот е некои 308 милиони американски долари. Кога ги споредуваме податоците, имаме зголемување на надворешно трговската размена, вкупната, за 18% за истиот период од лани. Некои проценти од 4% имаме намалување во извозот, со што се надеваме оваа денешна средба ќе биде во насока и на зголемување на нашиот извоз, додека имаме зголемување од 18% на увозната страна. И на крајот би напоменала дека во рамките на Стопанската комора на Македонија постои совет на странски инвеститори, каде што голем дел од странските инвеститори се од Република Турција, дали станува збор за Халкбанка, Коч, понатака Пера Констракшн, Зорлу Текстил, ТАФ, Суташ, исто така Джевахир Холдинг, кои што се наши верни членки, меѓутоа и сите овие странски инвестиции кои што во последните 10 години се влезени во Република Македонија, а според податоците на Народна банка на Република Македонија е бројката од 140 милиони евра за последните 10 години, навистина кажуваа дека Република Турција е расположена за инвестиции во Република Македонија, а ваквите средби како што е денешната само го потврдуваат тоа. Инаку, ние во следната година, во почеток на месец јануари, повторно со поддршка на нашиот 8-ми надворешно трговски партнер Република Турција, ќе направиме еден голем настан, а тоа е како со заедничка поддршка на Република Турција, македонските и турските компании да настапуваат во трети земји, значи на пазарите на трети земји, не само на пазарите на Европска Унија, туку и на пазарите на Северна Африка и на Блискиот Исток. Ова Република Турција ни го помага со голем број на мешовити комори, кои што ги има во земјите од горе споменатите региони. Değerli katılımcılar, hepinize Antalya İş Adamları Derneği Başkanlık saygılarımı sunuyorum. Поздравам во името на бизнесмените од Анталија. Türkiye'mizin turizm cenneti olan Antalya, Како што е познато, Анталија е рајот на турскиот туризам. 2,5 milyon nüfusuyla Во Анталија живеат околу 2,5 милиона население имаме. 13 milyon turistin ziyaret ettiği bir şehir Секоја olarak година околу 13 милиони туристи ни го посетуваат градот.
Bunun yanında, turizm yanında tarım ve ticaretten Покрај sonra туризам имаме и земјоделство развиено, son yıllarda oluşan, son 10 yılda oluşan bir sanayi şehri olmuştur. особено последните 10 години индустријскиот развој е на подем. Tamamen bacalı sanayinin dışında makine sanayisi oluşmuştur. Имаме една машинска индустрија исто така многу развиена. Tabii ki turizm bölgesi olması ve tarım bölgesi olmasının da bunda etkeni çok büyük. Се разбира, бидејќи тој регион познат по туризам и земјоделството, влијае и развојот на останатите гранки. Ve bizim Döşemaltı olarak şehir merkezinde bulunduğumuz sanayi bölgesi Нашата индустријска зона Дöşemaltı во Анталија toplam 1,5 milyar dolar ihracat olan bir sanayi bölgesi. има извозна роба годишно милијарди и пол долари. Долар, değil mi? Evet, dolar. Bu yıl itibariyle 1,5 milyar doları aştık zaten. Ова година ја надминавме таа бројка на извозот. Значи над милијарди и пол долари извоз имаме. Döşemaltı içinde uluslararası birçok ülkede, komşu ülkelerde Rusya dahil olmak üzere fabrikalar olan Вклучувајќи и Русија во многу други земји надвор од Турција, исто така имаме инвестиции. çok değişik sektörlerde 70 ülkeye ihracat yapan iş adamlarının Од oluşturduğu областта bir на grup. разни сектори имаме околу 70 на бизнисмени кои го сочинуваат еден совет исто така. Тамен. И тие водат ова соработка. Grubumuzun tek amacı bölgemizdeki sanayinin komşu ülkelerdeki ile işbirliği yapmak. Целта на нашата група е соработката да развиеме со останатите земји од регионот, особено соседните земји. Karşılıklı yatırımlar yapmak. Да инвестираме заедно. И едните и ние и од таа страна да дојдат Bu инвестиции anlamda од da Турција. geç de olsa Makedonya'da Иако малку закасниме, денеска се наоѓаме во Македонија. hepimizin bildiği gibi Makedonya Türkiye arasında çok büyük işbirlikleri var. Вам познато ви е дека меѓу Македонија и Турција има еден развој, еден голем развој на соработка во Hükümetlerimiz сите области. arasında, hükümetler arasında çok iyi ilişkiler var. Особено меѓу двете влади има извонредна соработка. Tarihimizde birlikteliklerimiz var. Имаме многу заеднички нешта од историјата. İnşallah Türk yatırımcılarının burada olduğu gibi Antalya'daki yatırımcılar da bundan sonra burada rol Се oynamak надевам için како дуѓите бизнисмени од Турција што доаѓале тука и вложувале и бизнисмените од Анталија во иднина ќе дојдат овде кај ќе инвестираат. burada Makedonya'daki yatırımcılarla beraber işbirliği yapmak için И buradayız. ние сме тука денеска за да соработуваме со бизнисмените од Македонија. Her iki ülke içinde bugünkü iş forumunun sonucunda güzel birliktelikler, beraberlikler, güç birlikleri Се oluşur. надевам дека на крајот на овој форум ќе имаме добри резултати за двете страни, и за Македонија и за Турција. Bu iş forumunun düzenlemesi olan herkese, Им благодарам на сите кои имаат допринос во sayın организирањето на bakanlarıma, овој форум, herkese teşekkür ediyorum. почнувајќи од министрите па до сите организатори. Saygılarımı sunuyorum. Ве поздравувам.